Добар ден и од мене. Чест и задоволство е да се биде дел од овој спектакуларен настан. Би рекол, зошто? Затоа што така го доживуваат мештаните, кои што долги години биле манипулирани, лажени од страна на многумина кои што доаѓале овдека, ветувале, си оделе и ништо не правеле. Ние тука бевме на почетокот градежните активности, сега сме еве на самиот крај, кога можеме заедно со градоначалникот, со советниците, да навистина бидеме сведоци на еден капитален објект кој што на задоволство на многумина жители во овој дел на општина Аеродром ќе биде место каде што ќе може да другаруваат, да спортуваат, да разговараат, нешто што досега го немале или оделе на други места на територијата на општина Аеродром или надвор од територијата на општина Аеродром. Затоа уште еднаш сакам да се заблагодарам и на градоначалникот, и на советниците, председавачот на советот, што и покрај ограничените услови во кои што работат овие, би рекол, 2 години, и покрај сите обструкции од страна на владата на ДУИ и СДСМ, тие сепак наоѓаат начин како проектите кои што беа ветени во 2021 година да бидат реализирани. И јас само ги охрабрувам така да продолжат, исто така улогата и на пратеникот кој што доаѓа од општина Аеродром, кој што во рамките на парламентот при секој буџет доставува амандмани кои што за жал, повторно ќе кажам, поради игноранскиот однос на оваа влада на СДСМ и ДУИ никогаш не биле до сега усвојувани, но добрата вест е што за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада на ВМРО ДПМН, која што за разлика можеби од тоа што се случувало во изминативе повеќе од 3 децении, има намера да води конзервативна кампања, односно не сакаме да ветуваме премногу, да ветуваме чуда, бидејќи никој денеска не е чудотворец. Сакаме тоа што ќе го ветиме и да го испорачаме, бидејќи во минатото имало многу ветувања, тие ветувања предизвикуваат големи очекувања, а потоа кога тие очекувања нема да се испорачаат, тогаш има и големи разочарувања, а како резултат на тие разочарувања денеска имаме и многумина наши сограѓани кои што за жал се селат од Македонија и од ден на ден Македонија станува се попразна и се попуста, а држава без народ полека престанува и гасне и престанува да биде држава. Затоа ние сакаме да влеземе во кампања во која што тоа што ќе го ветиме и ќе го испорачаме. Носечки проект, нината влада на ВМРО ДПМН ќе бидат проекти капитални за потребите на граѓаните директно во општините низ Македонија. И некако што тоа го прави оваа влада, која што ги блокира општинските обврзници, како што каже и Тимчо, за капитални проекти, за капитални инвестиции, 2 градинки, доградба на 2 училишта и така натаму, ние планираме да бидеме влада која што ќе биде влада на целата територија во Македонија за сите граѓани, за сите општини, без разлика дали тоа се од ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијанса на албанците, БЕСА или се независни градоначалници. Планираме да бидеме влада која што ќе испорача до 250 милиони евра годишно директно од буџетот во општините капитални проекти. Овде за општина Аеродром се предвидени околу 11,5 милиони евра годишно, или тоа е некаде до 46 милиони евра за еден 4-годишен мандат. Цениме дека на тој начин сите оние потреби на аеродромци, не само во форма на оваков тип на објекти, спортски игралишта, детски игралишта и така натаму, туку и ова кое што денеска се блокира, тоа се овие 2 градинки кои што се потребни, доградбата на овие 2 училишта, едно средно училиште, плоштадот позади Капитол и уште многу други проекти кои што се дел од овој проект ќе бидат испорачани, реализирани и цениме дека на тој начин ќе го подобриме квалитетот на живот на нашите сограѓани и дека на тој начин барем една од причините која што сега ја наведуваат нашите сограѓани зошто ја напуштаат Македонија ќе биде елиминирана, односно ќе имаат навистина пристојни европски услови за живот. Така што уште еднаш ќе ми дозволите да честитам и на Тимчо, на советниците, на луѓето кои што се дел од администрацијата во општина Аеродром, кои што придонесоа денеска да сведочиме на еден ваков прекрасен објект и да посакам нормално многу дечиња овдека да другаруваат, спортуваат и да го поминуваат денот.
Во однос на изборите, господин Мицкоски, повеќе пати до сега апелирате, повикувате на лидерска средба, дури предвадена исто така го повикавте спикерот на собранието да организира за да се утврдат датумите за изборните процеси. Последната изјава на лидерот на ДУИ Али Ахмети е дека не прифаќа лидерска средба, како вие го коментирате ова? Па добро, ако не прифаќаат лидерска средба, роковите ќе дојдат. Ќе бидат многу скоро роковите на маса. Уставот и законите се немилосредни. За неколку месеци од денеска почнуваме со кампања за претседателските избори, кои што треба да се случат оваа пролет, таму некаде март-април месец, нели? Така што дали ќе биде датумот утврден со лидерска средба или по населен пат, во ред. Тоа е нивна одлука. Ние ценевме дека е државнички пристапот да седнеме, како што до сега било пракса повеќе од 3 децени, да се утврдат тие датуми, за да не влеземе потоа во еден вид политичка и уставна криза. Цениме дека како опозиција треба да бидеме државотворни и одговорни за иднината на Македонија. Доколку владата не цени дека треба да седне со најголемата политичка партија на маса, во ред и тоа го прифаќаме, нема никаков проблем. Еве тие нека одлучуваат, ние ќе излеземе на избори и ќе ги победиме. Но потоа треба да разберат дека ќе бидат во опозиција. И сите овие преседани, кои што сега ги прават, полека ќе станат пракса. Лесно е кога правиш преседани и кога тоа е под туѓ грб, или како што велат нашите стари, 100 стапа под туѓ грб не болат. Но потоа работите ќе бидат променети. На многу скоро денеска работите ќе бидат променети, тогаш да не биде потоа лелекања и кодошења и плачење. Потоа треба секој да е свесен дека тоа што му го правил на другиот, може и другиот нему да му го прави. Затоа јас сум загрижен што овие преседани полека, но сигурно во Македонија стануваат пракса и нема проблем. ВМРО ДПМН поминала многу предизвици историски наназад. ВМРО како историска организација го поминала и османлиско, го поминала и српско, го поминала и бугарско, и комунистите, ќе ги помине и Али, и Ковачевски, и сите, но многу е важно како тие ќе заминат во политичка пензија. Тоа зависи од нив. Така што мојот совет е и до нив, како што многу пати тоа го кажувам, не им го правете тоа на луѓето што не сакате да ви го прават вам. Како го коментирате тоа дека во Израел има заглавено македонски граѓани, а оставени се сами да се сногиат по туѓи чартер летови да се враќаат назад во земјата? Тоа го коментирам како епска неспособност на владата на СДСМ и ДУИ. Предпоставувам има разногласие во самата влада која од страните има, би рекол, позитивна улога, која има негативна улога, бидејќи гледаме советници блиски до една од владачките партии, до Демократската унија за интеграција на една страна, на зградата од владата имаше друга страна и така натаму една конфузна ситуација, која што навистина е без преседан. И она кое што јас можам да го кажам во овој момент е дека таму имаме заглавено македонски граѓани кои што за жал се сноѓаат кој како уме и знае, затоа што овие во владата се оптеретени во насока на тоа кој повеќе тендери да украде, кој повеќе провизии да собере и кој повеќе би рекол да направи скандали. И тоа не е добро. Бидејќи гледаме како околните држави праќаат чартер летови, праќаат летови во Израел, каде што беше јасна агресијата на терористичката Хамас врз недолжното население во делот на државата Израел. И наистина тоа беше еден напад без преседан, кога гледате како цивили долго време се држат како заробеници, како цивили тој ден буквално страда по налетот на овие терористи, а околните држави се снајдоа, се испратија чартер летови, државјани на Црна Гора, на Србија, на Хрватска, на Босна и Херцеговина се веќе тука, за жал, нашите сограѓани нема кој да води сметка за нив и да ги донесе. Министерот Шакери најави тужба против вас за клевета околу наводите за доцнењето на учебниците, но и за фирмата Арберија, која што ги печати или не ги печати. Ваш коментар околу тоа? Па добро, сега секој во оваа држава има право да тужи, нормално, ако тој најавил тужба, во ред, нема никаков проблем. Ќе видиме, ќе се соочиме со фактите и со аргументите. Да.
Господин Мицкоски, вчера на државната прослава на празникот 11 октомври, каде што беше интонирана и партиската химна на СДСМ, премиерот Ковачевски порача дека убедливо ќе ве победи на избори. Па еве, гледате, тоа предизвикува чудна смисла за хумор има Ковачевски, морам да признам, но има само еден начин тоа да го покаже и докаже, наместо како кукавица да биде под фустанот на коалициониот партнер Демократската унија за интеграција, нека излезе на избори и ќе видиме кој кого ќе победи, какви ќе бидат резултатите, се додека како кукавица коленичи под фустаните на поголемиот коалиционен партнер во владата, тој Демократската унија за интеграција, за жал ќе остане само на кукавичко заканување, во суштина делата ќе изостанат. Повторно ќе кажам, има мали карактери кои што проработува филозофијата на нивната фрустрација и често пати знаат таа фрустрација во јавност да артикулираат. Но еве, јас го повикувам еднаш да се охрабри, да не биде кукавица, да не биде сокрен под фустаните на коалиционите партнери, нека излезе на избори да се соочиме пред граѓаните и да видиме кој е тој. Дали тој наистина ќе не победи или пак резултатот ќе биде поинаков. Нека не чека, ние сме подготвени уште утре да се распушти парламентот и веднаш додиме на избори. Ваш коментар за инфлацијата и новиот бранд поскапување од утре? Па видете, инфлацијата и во месецот кој што представува гордост за владата е за 50% повисока од онаа во Европската унија. Можам да кажам дека неспособната политика на владата на ДУИ и СДСМ, или СДСМ ДУИ, кој како повеќе му одговара, доведе до една ваква ситуација во која што јасни се последиците, а последиците се дека стандардот на граѓаните е драматично намален, граѓаните живеат се полошо, сиромаштијата се зголемува и практично од први до први луѓето се борат како да го преживеат месецот. Јас навистина жалам што уште неколку месеци ќе бидеме заложници на оваа политика на неспособни криминални политичари. За неколку месеци од денес доаѓа влада на ВМРО ДПМН, која што има јасна стратегија, има јасна цел, а тоа е заедно со народот, заедно со граѓаните да работи исклучиво и само за интересите на народот и Македонија како држава.